Добар ден! За днес оставаме уште една работна недела исполнета со интересни содржини. Во најновото издание на Саботна хроника ќе ви ја представиме и атмосферата во Скопската зоолошка градина, новитетите и се што е интересно за вас, драги гледачи. Но се поред, емисијата ќе ја отвориме со неколку прилози поврзани со одбележувањето на Светскиот ден на планетата Земја. Околу 300 ученици од 9 скопски основни училишта кои собраа најмногу пластични шишиња и ги предадоа за рециклирање на пакомак, учествуваа во глобалното одбележување на 5 јуни, Светскиот ден на животната средина. На забавно-едукативниот настан што се одржа на школка во градски парк, присутен беше и скопскиот градоначалник кој нагласи дека загадувањето на воздухот е најголемиот проблем со кој се соочува Скопје и за тој проблем треба да се грижиме сите заедно. Потсети и на мерките кои градот ги превзема за подобрување на квалитетот на воздухот. На денешниот настан присуствуваа и заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули, представникот на УНЕП Искра Стојанова и постојаниот представник на UNDP во Македонија Луиза Винтон. Годинишново одбележување на Денот на животната средина е посветено на глобалните заложби за намалување на загадувањето од пластика, а учениците овој ден го прославија со игри, песни и со едукативни активности. Секторот за животна средина на градот Скопје во соработка со Министерството за животна средина, заменик министерот, имаме сериозна соработка кон подобрување на квалитетот на здравата животна средина во градот Скопје и веќе се мапирани проблемите од наша страна за кои што ќе биде потребно да бидат извршени законските измени со цел барем пластичниот отпад да биде посоодветно и комерцијално третиран и мислам дека на тој начин ќе успееме комерцијализирајќи го пластичниот отпад да го извадиме од нашата животна средина. И општина Газибаба со акција за чистење пред кампусот кај Шумарскиот факултет и со разни активности во детската градинка Детска радост, објект Сончоглед, како и со делење флаери низ општината за штетноста на пластиката, се приклучи кон одбележувањето на Денот на планетата Земја. Светскиот ден за заштита на животната средина денеска во општина Газибаба се одбележа со повеќе активности, во кои беа опфатени од најмала возраст децата од градинките, па се до студентите. Еко-волонтерскиот клуб и кариерниот центар при Факултетот за земјоделски науки и храна со повеќе активности денеска во детската градинка Детска радост, објект Сончоглед, го одбележаа Светскиот ден за заштита на животната средина. Овој настан во кој дечињата се едуцираа за селектирање, рециклирање и пренамена на материјалите е дел од глобалната платформа на кариерниот центар при Факултетот за земјоделски науки и храна, насловена Градиме здрава, безбедна и зелена иднина, која 4 години се спроведува со цел поголема заштита на животната средина. Од есен ќе започне и нова кампања Ајде да садиме, зелена и оригинална иднина да градиме, а и ќе се работи на зголемување на процентот на зеленило во урбаните средини, со цел да се заштитат граѓаните од загадениот воздух во Скопје. Свесни сме сите за загаденоста на урбаната средина во Скопје и направивме така една платформа со активности за да придонесеме до зголемување на процентот на зеленило пред се во Скопје. Почнуваме со уредување на училишни дворови на градинки во општина Газибаба, со зголемување на бројот на плодородни дрви. Значи тоа е еден така малку поизменет сегмент. Свеста за заштита на животната средина кај децата е поголема, додека кај повозрастните е попроблематична, но оди кон подобро. На оваа тема ставот е ист и на кариерниот центар и на градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, кој ги поддржува ваквите акции како во градинката, така и акцијата која денеска се спроведе за чистење на студентскиот кампус кај Шумарскиот факултет и најави дека ќе биде поставена и нова урбана опрема. Сите факултети кои се на територија на Газибаба работат на една заедничка платформа која набрзо треба да даде резултати. Од година во година идеме со напредок во делот на свеста. Свеста кај помладата генерација и популација далеку е посериозна и поприфатлива, за разлика од повозрастните, каде што ќе треба повеќе време да ги вклучиме, за да можат навистина да ги разберат пораките кои што ги праќаме. Ние сами треба да се грижиме за човековата околина и непосредната здравје кој што пред се можеме сами да го обезбедиме околу делот на рециклирањето,
на она што представува најголем проблем сега, тоа се дивите депонии и несовесното фрлање на отпадоци и ѓубре на јавните површини. Представува предизвик и на мене како градоначалник и на јавните предпријатија, доколку не се создаде чувство дека секој е одговорен на одреденото место и локација да го фрли, а да нема потреба никој од службите, дури ни луѓето што се вработени во јавните предпријатија да одат по нив, за да можат подсвесно да научат дека треба на одреденото место и локација да го фрлат ѓубрето. Денеска низ општина Газибаба исто така се делеа флаери со цел да се информираат граѓаните за штетноста на пластиката и ознаките кои ги има на пластичните амбалажи, односно кои ознаки се за штетна пластика, а кои не се. Делењето флаери и информирањето за пластиката е во организација на Сдруженијето на граѓани Екозвон. Се уште сме на темата здрава животна средина. Во општина Ѓурче Петров започна голема летна акција за бесплатно собирање на електричен и електронски отпад од домовите на граѓаните на територијата на општината. Започнува големата акција за бесплатно собирање електронски и електричен отпад од домовите на граѓаните во општина Ѓурче Петров, во соработка со Друштвото за управување со отпад Нула отпад. Почнувајќи од денеска, жителите на Ѓурче ќе имаат можност со вртење на телефонскиот број 070 236 000 да пријават за бесплатно од прагот на домот да им биде преземен габаритен уред како шпоред, термопечка или пак фрижидер кој не им е потребен. По истиот принцип, граѓаните може да пријават габаритен отпад и во најблиската урбана или местна заедница во Ѓурче Петров или во Нула отпад на телефонскиот број 02 3256 309. Градоначалникот Александар Наумовски на почетокот од акцијата рече дека оваа акција ќе биде од големо значење за жителите со тоа што ќе се реши проблемот со фрлање на габаритен отпад до контејнерите. Продолжуваме да работиме во интерес на нашите граѓани и се надевам дека оваа акција ќе им биде од големо значење со тоа што очекуваме да се намали габаритниот отпад кој досега се фрла во близина на контейнерите и на неозначени места и тоа предизвикува проблем за нашите служби и ствара револт кај другите граѓани кои што дисциплинирано тоа го прават. Во рамки на акцијата пред трговскиот центар СП Планет во Ѓурче Петров веќе е поставен контејнер кој исто така служи како место за оставање електричен и електронски отпад за оние граѓани кои истиот може да го транспортираат до контејнерот. Тоа се трудиме да се доближиме се поблиску до граѓаните и да почнеме да ги собираме електронските уреди кои што не се веќе во функција, да ги собереме бесплатно од нивните домови. Секојдневно имаме најмалце по 20 јавувања од граѓани кои што сакаат да се ослободат. Нормално се трудиме да го прошириме таа објава за да стигне гласот до сите. Инаку вакви контејнери за електричен и електронски отпад досега се поставени и во општините Газибаба, Аеродром, Центар, Карпош и Чаир. Големиот број на автомобили исто така придонесуваат за уништување на животната средина. Можеби новитетите кои ги најавува јавното предпријатие Градски паркинг ќе придонесат за намален број возила во Скопје. Именно и покрај негодувањето од страна на граѓаните. Градски паркинг одлучи да воведе зонско паркирање и во општините Карпош, Кисела Вода и Автокоманда. Според годишниот извештај на јавното предпријатие Градски паркинг, зонско паркирање се предвидува во општините Газибаба, Кисела Вода и Карпош, и тоа е една улица во Автокоманда, 4 улици во Кисела Вода и 3 улици во Карпош 1 и во Карпош 3. Порталите веќе ги објавија и улиците на кои ќе има зонско. Во Автокоманда на улицата Индустријска ќе биде зона Д20 и за 304 паркинг места веќе е изготвено сообраќајно решение. Зонско паркирање во Кисела Вода ќе има на улиците Антон Попов, зона Д140, Емил Зола, зона Д141 и улиците Иван Козаров, зона Д142 и Вера Јоцик, зона Д143. Паркинг ќе се наплаќа во Карпош 1 на улиците Мирка Гинова, Иван Аговски и Гиго Михајловски, каде што зоните ќе бидат од Д40 до Д59. Градски паркинг во програмата за 2018 година предвидел зонско да се воведи во Карпош 3 кај Лептокарија, зона Д70-Д79.
Јавното предпријатие Градски паркинг располага со 8015 паркинг места, од кои на 5271 паркинг место е зонско, а годинава во план е да оспособи дополнителни околу 1500 кај зонските организирани јавни површини, од кои за 304 паркинг места веќе има изработено сообраќајни проекти, а се однесува на паркирањето во автокоманда, а за останатите улици на кои ќе се воведува зонско, не е изработен сообраќаен проект. Предпријатието не може да даде точен број на паркинг места кои би биле ставени во употреба во текот на 2018 година. Со оглед на фактот дека јавното паркиралиште при клиничкиот центар Мајка Тереза е исклучително оптеретен, се планира изградба на монтажна катна гаража со која ќе се зголеми капацитетот на паркингот за дополнителни 250 паркинг места. Според правилникот за начинот и условите за паркирање што го усвои Советот, се предвидува санкционирање на корисниците на паркингот кои своите возила ги паркираат спротивно на поставената хоризонтална и вертикална сигнализација. Скопската зоолошка градина се подготвува за пристигнувањето на новите животни годинава, а живеалиштата за нив веќе се подготвуваат. Ја посетивме зоолошката, која е се поатрактивна за посетителите. И во продолжение ви го пренесуваме разговорот со директорот Јордан Милошевски. Зоолошката градина во Скопје ги подготвува живеалиштата за пристигнување на новите животни годинава. За оваа година се планира да биде донесен слон и нови мајмуни, и за таа цел се прават нови живеалишта за овие животни. На 12 хектари во зоолошката градина во Скопје, која постои од 1926 година, живеат околу 85 различни видови животни од секој крај на светот. Животните кои живеат тука се можност за секое мало дете па и секоја возрастна личност да запознае нешто ново, да биде дел од нов свет. Оваа година е надминат и бројот на посетители за 5% повеќе од минатата година за истиот период. Како што расте интересот за зоолошката градина, така напредува и се надградува. Оваа година сите го очекуваат пристигнувањето на новите животни, чии живеалишта веќе се подготвуваат, истакна директорот на зоолошката градина Јордан Милошевски. За да се обезбеди дополнителна нега за животните, зоолошката градина потпиша меморандум за спонзорство со Вивакс Македонија, со кој зоолошката градина ќе биде во можност да им обезбеди дополнителна нега на животните. Со меморандумот за спонзорство се предвидуваат и висококвалитетни клима уреди кои ќе имаат задача да ја заштитат и приспособат климата на некои од животните во самата зоолошка. На новата емисија на Сабот на Хроника денеска ја снимаме на едно од, според мене, најубавите места во Скопје, Скопската зоолошка градина. Поводот за посетата на прва Скопска токму во зоолошката градина е најавата за нови животни кои што наскоро ќе го збогатат амбиентот на зоолошката градина. Токму по тој повод денеска разговараме со директорот на Скопската зоолошка градина, господинот Јордан Милошевски, кој што ќе ни открие нешто повеќе на оваа тема. Најнапред, добар ден во емисијата и ви благодарам што не примивте кај вас. Добар ден и поздрав до гледачите на вашата телевизија. Така, може ли да ми кажете како што најавив, познато е дека наскоро ќе биде збогатена зоолошката со нови животни, за кои животни станува збор? Па станува збор за животни, два вида на животни од топ 10 животните во зоолошките градини, тоа се слонот и шимпанзот. Доаѓаат две слоници од Белгија и 4 шимпанза од Алмерија, Холандија. Меѓу кои 4 е нашиот познат Коко, омилен на сите посетители, посебно на најмладите, го памтат и повозрастните. Он е сега 16 години возрасен и доаѓа се уште 3 други шимпанза од Холандија. Така, значи Коко се враќа дома? Така нешто му иде, да. Дали се подготвено за новите животни? Па овој проект го припремаме веќе трета година, откако почна изградбата на живеалиштето за слонот и шимпанзата. Така да подготвено е се чекаат во интензивни преговори сме околу транспортот на животните, затоа што е комплициран транспортот, посебно во овие летни услови жештини, така да најверојатно транспортот ќе се одвива или ќе се изврши негде почетокот на септември, поради големите жештини кои што беше договорено за крајот на јуни, почетокот на јули, но ние зависиме од нив, кога ќе ни кажат од таму дека е спремно и дека може да се транспортираат животните, тога се врши транспортот. Затоа што транспорт на слонови го вршат специјализирани транспортни компании од Европа, кои што
ќе го извршат тој транспорт затоа што слон од 10 тона да се пренесе од Белгија до тука не е едноставно. Така, има ли никаква посебна процедура? Па да, с процедури има, ветеринарни, здравствени, сајтез дозволи на заштитени животни кои што мора да се извршат претходно со одобрени од Министерството на државата во која е животното и нашата држава преку Министерството за екологија ги издава тие дозволи, ветеринарни дозволи преку Агенцијата за храна и ветеринарство, царински дозволи, така да сите тие процедури се во тек. Нема никакви проблеми околу тоа. Најголем проблем околу транспортот ќе бидат временските услови, како и секогаш впрочем, затоа што ако се сгреши при транспортот може да дојде до несакани последици. Голема травма е за животното транспорт и за луѓето впрочем, но за животните се доста посетливи во тој поглед. Може ли да ни кажете колку видови животни има досега во Скопската зоолошка градина? Па бројот на животни и видовите варира, нели? Моментално имаме околу 500 животни, нели се раѓаат, нови угинуваат, разменуваме, така да моментално имаме околу 500 животни и околу 92 вида различни во зоолошката градина. Така, може ли да направиме некоја селекција, кои се оние кои што се меѓу најомилените кај посетителите? Па како и во сите зоолошки градини, најомилени се мајмуните поради нивната динамичност и активност. Посетителите најдолго се задржуваат кај овие видови на животни, различни видови на мајмуни, или лемури, патаси, гибони, мангаве и така натака. Но исто така доста атрактивни се жирафите, морскиот лав, посебно програмата која што имаме со морскиот лав хранење во 11, во 14 и во 16 часот. Доста има посетители кои што ја гледаат таа програма, присуствуваат, морскиот лав изведува различни акробации, поздравува публика и така натака. Така да различно од посетителите си се обожаваат различни видови на животни, нели? А какви се посетителите? Знаат ли да бидат послушни, да ги почитуваат правилата, затоа што знаеме дека во неколку наврати имаше дури и смртни последици кај животните, токму поради несовесното однесување? Тоа ни е се уште голем проблем. Еве апелирам во оваа емисија до сите посетители граѓани на Република Македонија да се подигне свеста, да не се хранат животните пред се, да не се фрлаат предмети, да не се вознемируваат, они сакаат своја интимност и тоа ни представува голем проблем стварно. Постепено се дига свеста кај луѓето затоа што приметувам и одредени посетители реагираат врз другите посетители кои што не се совесни. Тоа е веќе еден показател дека самите посетители реагираат. Ние правиме се што можеме, нашите зоонегователи кои што постојано се околу живеалиштата на животните, мораме да ја зачуваме да ја одржиме таа благосостојба на животните, затоа што доколку животното не е среќно, се гледа по неговиот поглед, по неговото однесување, тогаш ни посетителите нема да бидат задоволни од посетата на зоолошката градина. Така, споминавте и исхраната. Сите знаеме дека е забрането да се хранат животните, тоа го има и на повеќе места истакнато. Кога станува збор за храната, колку е таа специфична и што одржи? Храната е доста важен фактор во за благосостојбата на животните и секој животно си има своја хранителна таблица на исхрана. Хранителните таблици може да бидат се зимски и летни. Сега пред известно време ја променивме зимската таблица, веќе сме на летна таблица на исхрана на животните и за секое животно посебно се знае квантитативно и квалитативно колку треба во текот на денот да прими храна. И затоа апелирам со давањето на храна на животните, фрлање на тие смоки, на салати, на зеленчуци, на овошја, се пореметува неговата хранителна таблица, може животното да е најадено од посетителите што давале. Ние не знаеме зашто животното не јаде, дали е болно или е прејадено. И така се нарушува, комплетно неговиот метаболизам на животното. Прима храна која што не е за него, има одредени животни на кои што не смеат да се даваат, одредени видови на овошје и зеленчук, исто така смоките со тие емулгатори и другите апетисани штетно влијаат многу на исхраната и на метаболизмот на животното, на неговата исхрана. Количината на храната во летниот период нормално е намалена, затоа што поради жештините животните се понеактивни, помалку трошат енергија, им треба помалку калории, така да количински е намалена храната во овој период од годината, се до крајот на октомври. На кои животни најмногу им смитаат високите летни температури и како се справувате? Па нормално имаме животни кои што се планински, животни кои што доаѓаат од северните краишта како
снежниот був, да речам и планински животни, мечки, рисови и така натака, кои што се навикнати на пониски температури и животни кои што доаѓаат од континенталните, дори тропските делови на медитерански, тропски делови на земјината топка, така да за нив овој период е доста подобен, да кажем. Исто така сибирските тигри им не им одговара топлото време, па затоа имаат постојано топла, ладна вода во базените, може да се излеат под сенка да седнат. Значи најважно е да се овозможи таа благосостојба на животните и животното да биде среќно и задоволно, што поблиску на условите природни во кои што живеат во дивината. Го споминавме мајмунот пред малку како еден од најинтересните, односно мајмуните. Може ли да споменеме и никое друго животно, да речеме мечката е посебно актуелна, ако не се лажам, откако веќе подолго време има и цртан филм нели наменет за мечките. Има ли некои други животни кои што знаат да бидат интересни и атрактивни? Па секој животно на свој начин е атрактивно. Мене леопардите ми се доста интересни, персискиот леопард кој што постојано тоа е пар на мажјак и женка, од кој што имав непомладок пред 4-5 години, тие се доста активни. Потоа птиците исто така, белоглавиот мршојот е доста атрактивен, нилскиот коњ постојано е во базен, трча наоколу. Така има голем број на животни кои што се активни и интересни за посетителите. Кога е идеално време да се пусати зоолошката, кога се будни, кога се активни животни? Па може сами да приметите, сатот е негде 9:30, 10. Може да приметите дека најубаво време е рано наутро, кога животните се активни, чекаат да ја добијат својата утринска храна, односно доручекот, и во приквечерните часови, посебно во летниот период. А инаку на пролет и несен постојано се тие активни, затоа што температурата е идеална околу 20 на степен. Така, нас ние доживување на сите кога доаѓаме во зоолошка градина, како е да се работи во зоолошка градина, како е постојано да се биде обкружен со животни? Епа многу како да кажам захвална работа. Јас сум биолог, нели, веќе сум 3 години директор. Тука сум 11-та година како биолог и ме исполнува, треба да ја сака луѓето кои што работат тука, пред се треба да ги сакаат животните, да се грижат за нив и да имаат она вистинска љубов кон животните. Доколку постои тоа, нема да има никаков проблем околу згрижувањето и чување на животните. Дали сте задоволен од бројот на посетители во зоолошката градина? Па да, пред да кажам месец дена или месец и пол го срушивме рекордот на посетеност за зоолошката градина од кога постои. Имавме 10.000 посетители за 2 дена. Тоа е стварно рекорд и На што се должи? Па тоа се должи на грижата за животните, условите во кои што живеат, овозможување на посетителите да ги остварат оние цели за кои што дошле, може да седнат, да одморат, да поминат тука 3-4 сати во денот. Цената е доста атрактивна, 50 денари е влез, колку една кугла, една топка сладолед. Широките народни маси може да дојдат во зоолошката градина и да ја посетат. Без разлика што тоа е доста ниска цена на влезница во однос на останатите, да речем, околните балкански држави, но со помошта на градот и владата на Република Македонија успеваме да ги дополниме, значи, оние средства кои што ни фалат за режиски трошови, за исхрана на животните, кои што е доста скапа, така да за да се посети зоолошката градина не треба многу да се одвои од семејниот буџет. Така, и уште само на самиот крај од разговорот еве еден апел до гледачите. Па повторно би апелирал, значи да ги гледаат животните, да уживаат во нивните, да кажем, лудори и однесување во нивните живеалишта и да не се вознемируваат и да не се дава храна пред се. Ви благодарам за изброеното време, ви благодарам за разговорот. Вам, драги гледачи, ви благодарам исто така за интересот со кој што го преследивте овој разговор и исто така и мене ми останува само да ви пренесам една порака од зоолошката градина. Тука е навистина преубаво и не двоумите се искористите го слободното време и убавиот сончев период и посетите ги животните. Во продолжение минути за културата. Во Скопје на неколку локации летово ќе се одржат филмски проекции на отворено, како и концерти на Македонската филхармонија. Македонската филхармонија, Кино Милениум и град Скопје на 6 и 7 јуни
организираат два атрактивни настани кои што ќе се случат под отворено небо во градскиот парк во Скопје, од кои едниот е концертот на африканскиот музички уметник Феми Кути, додека утре во 22 часот ќе се случи настанот Кино на отворено, на кој ќе биде прикажан повеќе наградуваниот македонски филм на Ѓорче Ставрески Исцелител. Феми Кути на денешната пресконференција истакна дека првпат работи со голем оркестар, што представува остварување на неговиот најпосакуван сон. Во соработка со Младинскиот културен центар и Македонската филхармонија ќе се потрудиме барем почетокот на летото во смисол на културните настани да биде многу побогат од досегашната пракса. Во четврток, овој четврток на 7.6. во градскиот парк Македонската филхармонија заедно со господинот Феми Кути ќе одржат концерт на отворено, што станува и своевиден традиционален концерт на нашиот град. Во текот на јуни месец Македонската филхармонија ќе одржи уште еден ваков концерт, меѓутоа за него кога ќе дојде времето. Го враќаме летното кино во Скопје, ќе имаме премиера на последниот македонски игран филм Исцелител во градскиот парк, кој што е, знаете, и добро добитник на 9 меѓународни награди, од кои што 5 се за најдобриот филм и ќе овозможиме на граѓаните бесплатно во рамки на градскиот парк да го погледнат овој филм. Градоначалникот на град Скопје рече дека ова е одлична можност Македонската филхармонија да се представи во поинакво светло, а воедно и што поголем број граѓани да имаат можност да уживаат во летната културна програма. Општина Ѓорче Петров промовираше нов кошаркарски клуб кој ќе се надпреварува во третата кошаркарска лига. Општината на спортистите бесплатно за надпреварите и тренинзите ќе им ја отстапи спортската сала Христо Батанџиев во рамки на основното училиште Тихомир Милушевски во Ново село. TNT е името на новиот кошаркарски клуб кој под покровителство на општина Ѓорче Петров започна да функционира од вчера. Клубот ги опфаќа младите кошаркари до 18 годишна возраст и истиот ќе се надпреварува во третата кошаркарска лига. Во присуство на голем број љубители на спортот, официјалното отварање на клубот го најави градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Наумовски, кој нагласи дека овој кошаркарски клуб се формирал под мотото да си ги вратиме децата дома. Поттикнати токму од информацијата дека во општината досега не функционирал ниту еден ваков спортски клуб, па децата од Ѓорче биле принудени да тренираат далеку од дома. За почеток амбицијата им е да се надпреварува во трета лига кошарка, меѓутоа постепено да дојде до одредено ниво. Инаку мене ме радува фактот што родителите нивното мото фактички да си ги собереме децата дома, што за мене ми е многу драго што нашите ѓорчевски деца кои што играат во другите клубови ќе можат сами да се промовираат и општината и да се бидат дома во својата општина. Според зборовите на Наумовски, општината на младите спортисти ќе им помогне при обезбедување сала за одржување на тренинзи и надпревари, како и со дополнителна парична помош. Ова е фактички наш автохтонен клуб кој што ќе почне да делува. Ја посакувам многу среќа, ќе има отворена врата и силна поддршка во општината, ќе бидат навистина, општината ќе биде партнер во нивното работење понатаму. Во дело на инфраструктура ќе бидат ослободени на некој начин, бидејќи навистина има желба да се надпреваруваат во лигите кошаркарски. Во дело на сала, каде што ќе бидат надпреварите, се планира да биде тоа салата во Ново село, во основното училиште Тихомир Милушевски, кој што има услови за тоа, со семафор, со грејење, со соодветни содржини, со облекувални тоалети за туширање и така натаму. Меѓутоа, понатаму, дополнително ќе гледаме да обезбедиме соодветни финансиски средства во зависност од нивната програма и нивниот постепен развој. Подпредседателот на клубот Вања Наумовски информираше дека предстојниот летен период ќе го искористат за селекција на кошаркари од генерацијата 2000 година, како и за обука на деца од предучилишна и училишна возраст. Иако клубот е од машка конкуренција, тренинзите ќе бидат отворени и за девојчиња, а доколку се појави голем интерес, отворена е можноста за формирање и на женски кошаркарски клуб, додаде Наумовски. За понатаму сакаме да воведеме обука и на мали дечиња кои што би биле на возраст од предшколска возраст, дури школската возраст. Тоа се главни цели. И организираме поготово лето, тоа ќе ни бидат како припреми во кои што треба да се организираме, да има селекциони тренинзи во кои што ќе учествуваат врвни тренери
каде што ќе одлучат кои деца ќе бидат во првиот состав, значи кои деца ќе играат, кои деца ќе тренираат напорно за да стигнат до тој прв состав и да се формира значи главната слика на клубот со главните играчи кои што треба да бидат таму. Во општина Газибаба беа прогласени победниците и беа доделени пехарите на учениците кои учествуваа на спортските училишни лиги, кои годинава се одржаа по 12 пат. Во спортските игри се вклучени сите основни училишта со вкупно 1500 ученици, кои се надпреваруваа во повеќе спортски дисциплини. Во спортската сала во основното училиште Наум Номовски Борче во општина Газибаба денеска се одржа завршната манифестација на која беа доделени пехари и беа прогласени победниците на 12-тите поред училишни спортски лиги, во кои се вклучени децата од одделенска настава. Во спортските игри беа вклучени сите 11 основни и едно подрачно училиште со вкупно 1500 ученици, кои се надпреваруваа во повеќе спортски дисциплини. Целта на овие активности е да се спроведуваат што повеќе вакви активности за децата од одделенска настава, бидејќи овие деца се базата од каде што ќе произлезат понатаму врвни спортисти. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски истакна дека со ваквите настани се анимираат децата што повеќе да се занимаваат со спортски активности. Па токму затоа општината ќе се труди што повеќе да вложува во спортот, а градоначалникот најави дека средствата кои општината ги обезбедува за спортот двојно ќе бидат зголемени следната година. Ние како општествено одговорна заедница, јас како градоначалник ќе создадам услови и амбиент да во спортските сали и понатаму продолжат да се тренираат сите организирани нивни турнири да ги поддржам. Сумата е од 6 милиона денара кои што годинава ги одвоивме само за овој тип на манифестација ќе ја зголемиме во наредната година со цел младите да ги мотивираме да влезат во спортските сали и понатаму на најдобрите ученици кои што се во вкупно 20 ги мотивираме со стипендија во текот на целата година, а на училиштата каде што недостасува услови и амбиент за работа ќе направиме нови училишни физкултурни сали, а постоечките ќе ги оплемениме и ќе создадеме услови во текот на целата година тоа да можат да спортуваат и да се надградуваат во спортските вештини во поединечни и во колективните спортови. Истекоа минутите предвидени за последната саботна хроника за оваа сезона. Довидување до новата сезона во септември. Секое добро!